Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум оделенски наставник Гордана Бошначка и денес ќе обработиме една наставна содржина по математика во прво оделение монетите во мојата земја. Целта на овој час е да се запознаеме со тоа какви монети користиме ние во нашата земја, како тие изгледаат, а за нивна вредност и употреба ќе учиме во некои од наредните часови. Најпрво, да се запознаеме со терминот монета. Што значи зборчето монета? Зборчето монета означува метална паричка. Какви монети или метални парички ние користиме во секојдневниот живот во нашата земја? Тоа се монети од 1 денар, 2 денари, 5 денари, 10 денари и 50 денари. Монетите од 10 и од 50 денари можеме исто така да ги сретнеме и како хартиени пари или банкноти, но за нив ќе учите во некој од наредните часови. Денес ќе се задржиме само на монетите во мојата земја. Сега ќе ја употребиме техниката Т-табела, која што најчесто ја користиме да запишеме нешто за и против, или ми се допаѓа, не ми се допаѓа, но денес ќе ја искористиме за да ги научиме предната и задната страна на монетите. Што забележуваме на предната страна кај сите монети? Сите монети на предната страна во средината имаат изгравирано цифра која што ја означува вредноста на таа монета и во горниот дел има изгравирано сонце. А задната страна на сите монети е различна. Сега ние ќе ги разгледаме поединечно една по една во следните илустрации. Монета од 1 денар. Предната страна, како што кажавме, во средишниот дел имаме цифра која што ја означува вредноста, сонце во горниот дел, а на задната страна го имаме добро познатиот шар-планинец. Монетата од 2 денари на задната страна има охридска пастрмка. Монетата од 5 денари на задната страна има изгравирано рис. Монетата од 10 денари има изгравирано паун од стоби. И монетата од 50 денари има изгравирано лик на Архангел Гаврил. Овие детали кај монетите од 10 и од 50 денари можеме да ги сретнеме и кај книжните пари или банкноти. За подобро, полесно да ги научиме монетите, ние ќе изработиме неколку активности. Ќе започнеме со првата активност. Ова пенкалцето тука што го гледате и кривата линија и означуваат дека треба да заокружиме нешто. Значи првата активност ние со заокружување. Што треба да заокружиме? Монетите од 1 денар треба да ги заокружите со црвена боја. Монетите од 2 денари треба да се заокружат со сина боја. Монетите од 5 денари заокружете ги со зелена боја. Монетите од 10 денари заокружете ги со кафеава боја и монетите од 50 денари заокружете ги жолто. Еве го наставното ливче на кое што вие треба да ја изработите активноста и доколку сте во можност, можете ова наставно ливче да го испечатите, а доколку не, едноставно нацртајте ги крупчињата со линијар со шаблон и внатре вметнете ја цифрата и продолжите кон изработка на активноста. Сега ќе продолжиме со втората активност. Втората активност ние со поврзување. Овој символ тука ни означува дека треба да поврзиме и веќе претпоставувате дека треба да ги поврзиме сликичките од левата со сликичките од десната страна, но треба да внимаваме соодветно да бидат поврзани. Третата активност ние со дополнување. Во табелата нацртајте го она што недостасува. Некаде ја имаме нацртано
предната страна на монетите, недостасува да се доцрта задната страна, а некаде пак ја имаме задната страна, треба да се доцрта предната страна за табелата да биде комплетна. Да бидеме креативни. Во слободно време и вие можете да бидете креативни да цртаме монети. Како ќе ги нацртаме монетите на еден поинтересен и поинаков начин? А за тоа ни е потребно монети, боички, хартија. Сега јас ќе ви покажам како тоа можеме да го направиме. Монетата треба да биде поставена на цврста подлога, да ја ставиме на маса, потоа одозгора да ставиме бел лист и со боичка да боиме врз монетата. Со едната рака, а со другата рака треба да внимаваме монетата да не ни се излизга од боењето, значи да ја придржуваме со другата рака монетата и би требало да добиеме еден ваков цртеж. Вие секако можете да го направите со различни боички, со повеќе монети. И се надевам дека ви се допадна овој час, дека ви помогнав да ги научите монетите, нивниот изглед, монетите во нашата земја, како тие изгледаат, и ви благодарам за вниманието.